Радожда на локалниот струшки дијалект значи раѓање. Ова име и прилега на малата рибарска населба на крајниот запад од Охридскиот брег, на самата граница со Албанија. Првите куки се огледуваат од бистрите води на езерото, кое токму овде е најбогато со риба. Планината ја галат водите на Охридското езеро, па ќе помислите тука се родила самата природа. Можеби од тука името на населбата. Од овде најубаво се гледа и раѓањето на новиот ден. Да била Радожда порано селиште горе, кај Богородица што е црквурчена, тоа е доказано, можда нема зидови уште се е таму стари, па некогаш ради езеро дошле подолу. Јас сум навистина изненадена не само од Радожда, туку од цела Македонија, затоа што тука видов многу планини. Но едно е сигурно, дека ова нема да ми биде последната посета, ќе се вратам уште еднаш. Навистина сум изненаден од сета оваа природна убавина. Многу планини, езеро, сето тоа ме воодушевува едноставно. Радожда е место кое што ги остава луѓето без див, им го враќа спокојот и мирот. Тишината ја разбиваат ветрот и брановите и ве подсетуваат дека рајот на Струшкото крајбреже можеби е токму тука. За разлика од повисоко комерцијализираните пештани и Трпејца, Радожда ќе ви пружи поинтимна атмосфера на спој со длабоките води, на рибарите, на мештаните кои љубоморно го чуваат ова парче недопрен рај во Македонија за себе. Овде доаѓаат туристи кои сакаат да уживаат токму во тој мир и во таа убавина. И пред 30 години кога првпат бевме овде како ништо да не се променило. Природата останува иста, а македонското гостопримство е се уште присутно. Радожда не е ништо поразлично од сликовитите села на Азурниот брег, освен едноставноста на домакините кои ќе ви понудат богата трпеза и превкусна подготвена риба, што туку уловена, и сето тоа со широка насмевка која идното лето повторно ќе ве врати овде. Идат луѓето, слушнете за Радожда, ги бендисела Радожда, прво како средина, како село, после ради Охридската пастрмка, пошто нашите ресторани, туку тврдам дека ја спремаат најдобро на целово крајбрежје. Радожда е позната и по пештерската црква Свети Архангел Михаел, која датира од 13 век, а е всадена во самата карпа надвисната над селото. Доказ дека овој предел многу одамна бил жив, организиран, населен. Со кампањата за туризам, но и со се поголемата заинтересираност на странските туристи за рурален туризам, Радожда може да стане многу барана туристичка дестинација. Ако некогаш беше само обично рибарско село со објекти за одмор на работничката класа, визијата на Радожда денес допира многу подалеку.